Нов лист во работењето на владините функционери, силни пораки од мандатарот Мицкоски до соработниците во новиот владин кабинет, со засукани ракави на работа уште од првиот ден, наместо скандали како досега, да испорачаат резултати и да ја оправдаат довербата од граѓаните. Експерти коментираат дека идниот премиер воведува нова пракса на работење на државните институции, порака која испрати од партискиот роден ден. Сега се направи еден навистина суптилен чекор, настанот се одржа во Велес, во работно време на Пладне, што е многу интересно и е една своевидна порака дека роденденот треба да го прослават тие кои се дел, да кажеме, од тие најтесни структури, дека не е место за позирање, за лобирање, што мене ми се допаѓа, барем во овој момент кога нели се превзема официјално власта. Пораките на Мицковски би требало да ги сватиме сериозно во смисла дека многумина ќе добијат шанса, дека структурата која досега ја владееше државата во голема мера, тоест во целост оди во аут. Познавачи велат дека издржани сабарањата на Мицкоски до министрите со оглед на состојбите во кои се наоѓаат клучните сектори во државата. 100 дена влада, тоа е само оправдување за неработење. Во суштина, од првиот ден ги плаќаме ние, министрите, од наши државни пари, што значи дека они треба веднаш да се зафатат со работа. Гледаме дека има екстремно големи проблеми во Министерството за здравство, проблеми имаме со инвестиции, да не зборувам за Министерството на правда, така да верувам дека ќе дадат се од себе. Реалноста е навистина сурова, зошто? Затоа што во голема мера буџетот е заглавен, затоа што досегашната власт во голема мера буџетот го гледаше како една желботека на сите можни и да задоволи многу потреби, дека моментот каде што требаше да е круцијален, тоа се капиталните инвестиции, за наредните 4-5 години е целосно затворен околу дилот со Бехтел и Енка. Гледаме дека во задниве 7 години еден куп исклучително битни инфраструктурни објекти шајка не се стави. Мандатарот Мицкоски на 34-тиот партиски роден ден порача дека немаат ниту 100 минути, а камоли 100 дена грејс период и ги повика министрите веднаш да почнат со реализација на проекти и да испорачаат резултати. Без разлика од која партија доаѓаат, одговорност ќе има за сите функционери кои нема да го почитуваат законот, рече Мицкоски, а како премиер ветува дека ќе биде еднаков за сите.